Секојдневно расте бројот на новозаболени пациенти од COVID-19. Во Кочани има активни околу 40 случаи, а дневно се тестираат над 30 пациенти кои што имаат симптоми на COVID-19. Иста е состојбата и по останатите општини, па затоа и предлогот на Министерството за здравство за носење маски во затворени простории при подолг престој, како и редовно проветрување на просториите. Ваквиот предлог на Министерството следува по забележаното зголемување на трансмисијата на коронавирусот. При простојување во затворена просторија подолго време да се носат маски лицата од ризични категории, а особено лицата од ризичните категории. Просториите во кои се престојува подолго време, како канцеларии, занимални градинки, сали за состаноци и слично, како и спортски објекти, редовно да се проветруваат и да се дезинфицираат, да се избегнува непотребно собирање во големи групи и секогаш кога може да се одржува растојание од 2 метри. Се дел од препораките на Министерството за здравство кои ги упатија до комисијата. Оттаму вела дека будно ја следат состојбата со COVID-19 во земјата, но и состојбата на европско и светско ниво. Па затоа, како што посочуваат од Министерството, иако во моментот состојбата е релативно мирна, со цел да остане таква се препорачува внимание и преземање мерки за лична заштита. Ова особено се однесува за повозрастните лица кои што имаат една или повеќе хронични болести и сите со намален имунитет поради било која причина. Доколку граѓаните почувствуваат некои од симптомите како кашлица, температура, болки во грло, во мускули и слично, веднаш треба да побараат помош од матичен лекар и задолжително да носат заштитна маска. Единствен начин за целосна заштита на населението и да се вакцинираат, а во Кочани во вакциналниот пункт има доволно број на вакцини, а дневно се вакцинираат по 25 пациенти над 60 годишна возраст и хронично болни. Зголемувањето на бројот на нови случаи според Министерството изнесува 79,9%.